Добар ден, почитувани гледачи, 14 часот термин резервиран за почеток на денешното отворено студио 1 на 1 ТВ. Јас сум Антонио Крстевски, до мене колешката Елена Милошевска, со нас ке се дружите до 17 часот и 30 минути, како и во другите денови, така и денеска за вас подготвивме и за интересни теми и содржини, како и гости, со кои што се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание. Како што е редот, предлагам колешката Елена да ги прочита, односно да ги презентира најавите за содржините кои што денеска ги подготвивме за вас. Елена, повели. Ти благодарам, Антонија. Уште еднаш добар ден, почитувани гледачи и од мене. А па ајде во продолжение накратко да погледнеме што е она што ќе гледате денеска на програмата на 1 ТВ. Стандардно во овој прв блок од отворено студио 1 ќе се навратиме на вчерашните гостувања во отвореното студио 1. Се подсетиме на тоа кои беа гости во централниот дневник и секако на тоа кој беше гостин во авторската емисија на Анета Кочишки Лица. Потоа следуваат вестите со колешката Елена Джугуманова во 14 часот и 30 минути, па ние се враќаме повторно во отвореното студио 1 во 15 часот и 25 минути, каде што овој пат повеќе простор ќе му отстапиме на колегата Дејан Андоновик, каде што ќе ги анализираме вестите од регионот и од светот. Во 16 часот секако уште едно информативно издание со колешката Елена Джугуманова, па потоа кулинарското шоу Маја готви и во третиот блок се враќаме повторно, ќе се дружите со мене и со колегата Антонио Крстевски во 17 часот. Темата ќе биде Европска недела за превенција од ХИВ. Ќе ни гостуваат две гостинки од невладината ХЕРА, Весна Илиевска Утевска и Весна Матевска. По завршувањето на третиот блок отворено студио 1 следува блокот забавни емисии, односно Звезда број 1 музичко талент шоу, потоа нашите ексклузивци Кристина и Стефан и студио мода со Сергеј Варошлија. На ова место во 19 часот и 20 минути, односно отвореното студио 1 вечерва ќе го превземе колегата Александар Чумовски, а темата ќе биде прашањето на помирување и контраверзите на општествените разлики. Ќе разговара со Линдита Кадриу, публицист. Потоа следува дневникот со колегата Александар Петревски, па авторската емисија на Гордана Дувњак во 21 часот, а гостин ќе биде новинарот Томислав Кежаровски. Темата колку е тешко кога новинарот ќе ја почувствува неправдата на своја кожа. Граѓанскиот форум, односно отвореното студио, продолжува во 22 часот, повторно ќе го води колегата Александар Чумовски, а темата ќе биде зошто Македонија е во постојана криза, и токму на оваа тема тој ќе разговара со социологот Илија Ацевски и следуваат потоа вестите во 22 часот и 50 минути. Накратко тоа е она што ќе гледаме, ние продолжуваме понатаму. Така е, продолжуваме со оние исечоци од вчерашните отворени студија на 1 ТВ. Почнуваме со гостувањето на професор доктор Антони Новотни, психијатар, кој што беше дел од отворено студио 1. Секако во овој дел го водеше Сашо Ордановски. Стана збор за свеста за деменцијата во Македонија, која што се зголемува во последните неколку години. Светската јавност со неа се интензивно се занимава во последните деценија и половина, иако во медицинските кругови оваа болест се третира многу одамна. Според одредени статистики во светот во овој момент има околу 52 милиони заболени лица од деменција. До 2050 година се предвидува дека овој број може да се искачи за 2 до 3 пати, што е сериозна бројка во светски рамки. Во Македонија пак статистиката вели неофицијално дека околу 20.000 лица се заболени со деменција, меѓутоа официјалните податоци покажуваат дека само 4 до 5.000 од нив се лекуваат во здравствените установи. Да не должам повеќе, да видиме дел од гостувањето на Новотни во отворено студио 1. Има медицина базирана докази дека може да излекува, но имаме лекови кои што се уште во експериментална фаза, имаме и лекови кои што се регистрирани
ги имаме и во Македонија, кои што го подобруваат квалитетот на живот и ги одржуваат оние десетина години од диагностиката, кога рано ќе ја поставиме диагнозата до крајот на животот. Суштината на целата работа е рана диагноза. Апсолутно. Бидејќи ние сите сметаме дека деменцијата е болест на староста, меѓутоа де факто таа се појавува и многу помлади години. Што значи тоа рана диагноза? Кои се симптомите на кои човек треба да внима? Јас на пример, јас имам 55 години и ми се случува кога возам понекогаш 2-3 секунди да не знам на која страна на улицата е кој дел од градот. А понекогаш заборавам телефонски број, не можам да се сетам лице со име да го споем и така натаму. Некои ваши колеги ми викаат тоа е замор, тоа не е деменција, ама не сум сигурен. Бидете сигурен, тоа ни се случува на сите нас кои што сме зафатени, ангажирани, работиме секој во своето поле и тоа не е деменција. Веројатно можеби така може да почнеме во појаснувањето што е тоа деменција. Деменцијата е болест и тоа е особено ако збориме повеќе, јас ќе мешам, нели, ќе зборувам и за Алцхајмеровата, ќе зборувам и општо за деменција, но во секој случај таа се разликува од нормалното старење и тоа треба да го исклучиме. Тоа е првиот проблем кој што не само јавноста, не само семејствата, туку и професионалната јавност се уште зборува, па стар човек. Замислете се, стар човек, ние сме блиску, зборувавме претходно, особено јас, до 60-тите, има преку 65 години, па почнал да заборава, па тоа е нормално. Не, првите симптоми имате луѓе, сега зборувавме и за повозрастни, мојата мајка има 82 години, сама пазари, сама доаѓа со такси кај мене, разговараме на телефон, ми дава совети, да не спомнувам сега понатаму, имаме многу луѓе кои што имаат 85 и 90 години кои што Основачот на Македонската академија за науки, професор Филипов, кој што наполни 100 години, имаше интервју со колегата Чомовски, човекот говори како да ви кажам, сконцентрирано и сосема луцидно, без никаков проблем со годините. Значи, првата работа што мораме да разграничиме и да подигнеме јавната свест дека возрастните луѓе имаат право на квалитетен живот кој што е сосема различен, нели, од она што се случува кога тие за жал, нели, почнува да манифестираат знаци за деменција. Првите знаци за деменција или да речеме за Алцхајмерова деменција се дека луѓето имаат известни потешкоти со меморијата, но за разлика од ова што вие го споменавте, за разлика од нас, еве условно здравите, кои што нели забораваме нешто, па ќе се присетиме, ти не може да се присетат на тоа каде и што ставиле, како ставиле, забораваат дали пиеле лекови, почнуваат да повторуваат постојано, не ги спив лековите, не ги тоа се повторува еднаш, два пати, три пати, пет пати, нели, го исцрпуваат трпението на своите домашни со истите прашања, забораваат нешто што туку што го кажале, имаат особени тешкоти со таа така наречена свежа меморија, затоа што знаете тоа е тешкотија на ново запаметување, нема веќе ново. Зборувам за раната диагноза или почетокот на оваа болест. И една од работите која што можеби за публиката е најбитна, почнува да се нарушуваат активностите на секојдневно живење. Тоа е вака најлесно се забележува. Луѓето кои што знаеле да се испазарат, да купуваат во својата блиска пилјара, дуќанче, кај што живеат, не може да си купат леп и млеко, не се сноѓаат. Нарушувањето во ориентацијата е уште еден симптом. Во блиска околина каде што живееле цел живот, тие не се сноѓаат. Или почнуваат пак да зборуваат, да грешат со имињата, да не ги препознаваат своите, па на својата сопруга веќе да бидеме вака по-забавни, може да и кажа дека е сестрата нивна, што вака психолошки вака и објаснило. И прават такви грешки кои што веќе стануваат забележливи. Тука треба да бидеме што поскоро, нели, да интервенираме и да правиме таа рана диагноза, пошто постојат, нели, и фармаколошки и нефармаколошки пристапи кои што може да им помогнат на овие луѓе. Саша Ордановски вчера во отвореното Студио 1 обработи една друга сосем поинаква тема за разлика од ова, а тој разговараше со професорот на Американ Коледж Маријан Бојаджиев на темата каква е реалноста на образованието на 21 век во Македонија. Статистиките покажуваат дека топ 500 од универзитетите се од топ 50 економии на светот, но јас да не должам многу во продолжение да погледнеме и дел од ова гостување. Ако ние сите заедно не направиме стратегија како за 10 години Македонија да има еден универзитет рангиран од топ 500, да не се губиме време, бидејќи сме ја промашиле професијата. Ова што го говореше
ректор од Новели за Јерун. Он нема спомената една суштинска работа, а тоа дека сите универзитети се членки на, тоа е рангирани во едно рангирање што се нарекува Top 50 Under 50. Односно топ 50 најмлади универзитети. Значи сите овие универзитети се помлади од Кирил Методи, од Свети Климент и не знам така натаму, а сите се рангирани многу високо во светот. И дека мора да правиме нешто да одиме напред. Ако тие почувствувале потреба да направат заедничка истражувачка мрежа, тогаш не може. Имаме ли капацитет за тоа? Македонија има 2-30 универзитети, веројатно има 23-4. Да ги тука може да проблемот. Тоа е едноставно поплава од универзитети, а квалитетот релативно нисок. Па добре, добра приказ. Тоа е еден од веројатно проблемите, меѓутоа треба сега државата нешто тука да направи, малку да ја насочи приказната. Например, дали имаме капацитет? Сега како има Америка, ние имаме договори со работка со 3 универзитети од овие топ 50, со Мастрихт, со Дофин во Париз и со Тор Вергата. Значи оваа година заедно со Тор Вергата ја организиравме конференцијата во Скопје. Најдобрите трудови ќе бидат објавени во еден часопис каде што е уредник професор Лука Њан, кој што е by the way председател на Европската академија за менеджмент, а јас сум негов заменик, да речеме, за Југоисточна Европа. Значи очигледно дека имаме простор да нешто така направиме, само треба да се концентрираме. На кој ниво се разговараат овие проблеми? Се разговараат и на највисоко, да кажем, образовно ниво, разговараат и универзитетите меѓу себе или и тука фали координација на не е многу, да бидам искрен, за жал не е доволно, меѓутоа еве ние, значи, кога минатата недела после конференцијата имавме посета на Министерството за образование, каде што искрено да бидам бевме одлично примени од министерот и од раководството на овој сектор за високо образование, каде што раководството на Тор Вергата се понуди про боно да биде консултант за некои работи, да capacity building, не знам, изградба на новиот одбор за акредитација, начин на финансирање на високото образование, да се надеваме дека некој ќе има слух, бидејќи, како велат, не треба да измислуваме топла вода, добро да земеме некои од тие модели и да ги применеме кај нас. И тоа нема. На крај да ве прашам, бидејќи сте прост директор на универзитетот, каква е перспективата на универзитетот Американски колеж Скопје? Мислам дека расте бројот на запишани студенти, се зголемува програмата, на каде оди универзитетот? Па добро, мислам дека успеавме да направиме некоја диференцијација што е квалитет во држава. Така се надевам, така да ние сме горди и перманентно инсистираме на ова кога се прави така наречени тие некои рангирања што ги прави Шангај, перманентно инсистираме на она што го нарекуваме вертикална класификација. Кирил Методи апсолутно најдобар, благодарејќи на медицина, хемија и фейт. Сите други заедно имаат научен аутпут далеку помал. Во оние 3-4 области кај што ние се сметаме за релевантни, пред се во бизнис, во архитектура, деловно во компјутери, политички науки, ние апсолутно тврдиме, не ние, него меѓународни рангирања имаме каде што сме рангирани исклучително високо и по аутпутот и по меѓународни акредитации, така да во тој контекст сметам дека, да речеме, идејата е позитивна, под предпоставка дека ќе имаме подобра политичка клима. Ова НАТО е апсолутно е безусловно, гледате каква е кооперацијата во рамки на Европската унија. На универзитетот и сега има приличен број на странци. Па ние сме посебно горди, значи ние сега сме дојдени оваа година до 10% странски студенти. Отпример половината се Еразмус, половината се дојдени со самофинансирање. Тор Вергата дојде вкупно до 30%, а економија дојде до 50%. Значи, тоа е иднината. Ние не можеме да правиме нешто друго освен тоа што се случува тука. Така е била приказната. Понатаму се надеваме дека тоа ќе биде. А вчера во склоп на Отворено студио 1 се емитуваше и добро познатата авторска емисија на Анета Кочишки "Лица, а во лица" вчера гостуваше Оливера Чирковиќ, мега популарна поранешна спортистка, а подоцна и осуденичка во грчките затвори, која што исто така се поврзуваше и со беше поврзувана со криминалната група Pink Panther, и таа беше присутна во Скопје. Ја промовираше својата прва книга на македонски јазик, за која вели дека е протест против се што е лажно. За себе во емисијата ќе каже дека подобро е да бидеш чесен крадец отколку нечесен лекар, политичар, професор или судија. Да видиме што кажа Оливера Чирковиќ во авторската емисија на Анета Кочишки "Лица". Живела sam toliko, ali nerealno, razuzdano, slobodno,
da je stigla i kazna posle toga. Znači, bukvalno ništa nisam poštovala. Nikakav sistem. Odbila sam sve sisteme i sagradila svoju državu. Тогаш некако го кажуваш подобро е да бидеш чесен криминалец отколку нечесен политичар, лекар и Pa da, i сите овие insistiram. профили со кои што си имала Insistiram na tome. прилика да ги сретнеш. Dosta novinara me nekako pokušava da me navede na pokajanje, da kažem da se kajem i da sam najzad postala dobra i ispravna. To nije istina. Ja sam dobar čovjek od rođenja, imam moralne kodekse od rođenja i nosim ih iz moje porodice. I ja nisam bila loša i postala dobra jer se godinu dana ne bavim kriminalom. Ja sam bila časna i u kriminalu, časna i sada, časna i u sportu. Ja sam jednostavno dobar čovjek i uvek sam А како bila. е тоа да си чесен во криминалот? Častan si u kriminalu kada poštuješ sve dogovore, kada držiš reč i kada nikog nisi prevario, kada i sad možeš da pričaš, a da te niko ne demantuje ili da ne dođe da kaže kako to, ne može to tako, mene si prevarila. Znači da iza mene postoji mnogo istine i mnogo u okviru loših praksi i dalje častan. Čovjek koji ima određene moralne kodekse. Ni svi poslovi koje obavljamo u realnom svetu nisu toliko časni i nisu baš toliko ispravni. Ne poredim ih s kriminalom, ali mislim da prestupnik jedan, naročito govorim, ograničavam se na prestup koji ja opisujem, znači van regiona, na juvelirnice, na zlatare koji naplaćuju osiguranje. Takav prestupnik nema veliki uticaj na ljude ili na okolinu. Ne može negativno da utiče toliko koliko može, na primjer, jedan nečastan sudija, nečastan policajac, nečastan lekar. Njihova odgovornost je mnogo veća i oni grade ove ljude, naročito mlade i sistem. Oni moraju biti primjer časnosti, poštenja, pravih ljudi. Neće prestupnik nikad biti. Čak i da sam ispravna posle zatvorske kazne neke, prva stvar, ljudi će biti u predrasudi i reći ona je loša. Tako da moj uticaj neće biti tako veliki kao njihov. Oni treba da su pravi, a ne ja. Tako nekako to gledam. Časnost je u svetu kriminala, kao i u svetu ovom običnom, postoje nečasni, časni, jako zli, jako dobri, jako naivni, jako lukavi. Првото што ти привлекува внимание и сакаш да го пробаш затоа што сваќаш брзо дека може добро и брзо да се заработи е препродавање на брендирана гардероба. Kako влегуваш? Pa to su prvi trenuci kako ja vidim neke kako otvara se taj svet novi. Šta ja zapažam? Da su ti ljudi dosta naivni, da su brzopleti, da nisu disciplinovani, da imaju jako puno novca, ali u naletima. Imaju ogroman novac pa ga nemaju, pa ostanu bez jednog dinara, pa ga imaju pa ga nemaju. Pa nemaju discipline ni organizacije. I ja tu negde vidim svoju priliku. Sve što oni jesu, ja nisam. Znači ja sam i organizovana i finansijski stabilna i vidim mane i vrline. Nekako psiholog sam od malena, imam taj pristup ljudima da mogu da negde ocenim ljude kakvi su vrlo brzo. Tako da ja tu negde vidim svoju šansu prvo što otkupljivanjem te robe. Ja vidim da je to vredna roba, da se ona u Srbiji prodaje, elita dolazi i kupuje u samostalne trgovinske radnje, to su showroomovi, što to ne bih ja imala. Pa sam ja to brzo odreagovala. Otvorila sam ja svoju prodaju, pa sam otkupljivala na veliko, pa sam onda videla da mogu da za dan zaradim koliko je moj godišnji ugovor koji uopšte nije bio mali, košarkaški. Pa je to onda već i počinje zavis od brzog sticanja novca, ali je to nerealno brzo. A meni se to svidelo, a uz taj brzi novac koji je dolazio, došla i ta sloboda o kojoj pričam, da više nisam morala nikog da poštujem. A to mi se mnogo svidelo zato što ti koje sam trebala da poštujem nisu bili časni. Sve ljude koje sam videla na pozicijama, sretala ih, čak i u sportskom klubu Crvena zvezda kad sam bila sportski direktor, to su bili primjeri nečasnosti. Primjeri najlošijih mogućih ljudi. Od predsjednika kluba pa do onog posljednjeg. Znači, mogu da izdvojim samo nekoliko ljudi koje opisujem, jer ja sam pozitivac u knjizi. Opisujem te moje stare trenere iz Jugoslavije, ta stara škola, koji su emotivci, koji su iz entuzijazma i ljubavi prema sportu rade. To nestaje u sportu. Znači, tu nekako to mi je sve bilo neprihvatljivo. Koliko traje to so brendirana garderoba? To traje dok ja brzo ne spojim nove. Brzo sam ja našla novi izlaz. Kada su oni nisu mogli da ispoštuju taj moj tempo, jer sam ja odmah nabila tempo. Kod mene je sve tempo, ili jako ili nikako. Onda sam videla da zastajkuju jer nemaju novac da krenu na put. Čim sam videla da nemaju novac, onda sam ja ponudila da sponzorišem taj put.
pa sam onda vidjela nisu ni odlučni gdje će i šta će. Ja sam već hvatala koordinate šta prodajem dobro, šta ne, šta mi treba. Pa sam da je preduhitrim sve brže odlazila u neku zemlju. Grčka mi je vrlo bliska bila zato što sam u njoj živjela godinama, igrala košarku, jezik grčki govorim kao srpski. Tako da to mi je bilo negdje najstabilnije nekako. Odmah sam odlazila, nalazila sam čak i radnju koja mi odgovara, pa sam onda plaćala njima, pa sam onda našla stanove. Sve to što sam uradila, za početak nisam imala ideju neku. Прекинот на соработката помеѓу Google и Huawei ќе има големи последици како за едната, така и за другата страна. Само во Кина околу 80.000 луѓе ќе останат без работа, а Google ќе изгуби голем дел од пазарот. На оваа тема вчера во Дневникот гостин беше Владислав Бидиков, експерт за комуникацијски технологии, па да погледнеме и дел од неговото гостување. Сега се случува истото со Huawei, меѓутоа сега кај Huawei, односно проблемот е тука малку подлабок од повеќе причини. Ние знаеме дека Huawei има проблем со америчката влада во однос на 5G мрежите. Тоа е проблем кој се проткајува веќе месеци и месеци. Меѓутоа сега гледаме дека со ставањето на таа листа, Huawei наеднаш ја губи поддршката од било која америчка компанија која би правила, односно забраната е за извоз на технологија кон Huawei ако нема дозвола од владата. Првиот потек Google го повлече, е симптоматично и е чудно што се случува во недела. Меѓутоа ете, одекна уште, да речеме, ноќта реално во Америка. Меѓутоа денеска гледаме дека веќе и други компании даваат знаци негативни по тоа прашање. Веќе се шпекулира дека Intel ќе откаже соработката, се шпекулира дека некои други фирми кои произведуваат хардвер, а знаеме дека и моменталните телефони кои ги имаме на Huawei зависат од одредена количина на. Ти имаш Samsung, не? Да, имам. Добро, и јас немам Huawei, така што зависат од хардвер, така да они имаат некоја резерва, се предпоставува. Се вели дека последните 2 години тие практично натрупуваат некакви резерви, бидејќи очекува еден ваков можен потек, и дека можеби би можеле оваја, можеби нешто од наредната година го преживеат, но доколку не дојде до подобрување на односите, веројатно ќе биде голем проблем за Huawei. Проблемот ќе биде и некако проценките спласна, беше првично последниве година и пол, меѓутоа последните проценки се дека последните 3 месеци Huawei интензивно на сток собирал компоненти кои му требаат за производство. Конкретно моменталните телефони од серија P30 имаат 6 компоненти од амерички производители. Тоа значи дека нивното производство брзо ќе биде загрозено. Но тоа ќе се врати со поскапи цени на американскиот пазар, таа технологија, бидејќи таму сигурно ќе рипнат цените. Да, меѓутоа и реално за мобилни телефони Huawei не е многу пристан на американскиот пазар. Не е проблемот. Проблемот е што тоа ќе се одстека на светскиот пазар. Гледам дека стратегијата на Huawei е што повеќе да се обрати кон Западна Европа, бидејќи се обидува тука да зачува некаков пазар, некаква соработка, но очигледно дека Трамп нема да толерира тој вид на прескокнување на американските трговски интереси. Па генерално двата бренда што Huawei во мобилна телефонија ги прави, и Huawei како Huawei, она што го нарекуваат Honor, што е исто бренд 100% Huawei, таргетираат во мобилна телефонија повеќе, да речеме, европско-азијски пазари и се предводници, затоа и на глобално ниво тотално Huawei е на второ место. Во Америка они немаат на мобилни телефони пазар, имаат на некои други технологии и факт е дека едноставно со овој потек нивке им се може да им се случи она што им се случи на ZTE. Сега како ќе се одрази тоа, бидејќи реално тие компании губат. Значи амерички компании како Intel, како Google, евентуално Microsoft, огромни пазари, огромни пари, веројатно ќе мора да се најде некаков компромис некаде да се преговара. Што коментираат експертите кругови? Се работи за трговска војна или се работи за војна во безбедносните сфери, бидејќи наводно е Huawei сепак фатен како бидејќи Huawei е компанија која поседуваат вработените. Меѓутоа сепак во Кина без разлика до каде стигнат капитализмот, има една комунистичка партија која веројатно може да спроведе одредени наредби. Ја фатија ли Huawei во некаков цајтнот и во некаков, да кажем, офсайт во таа смисла, во безбедностна смисла? Има одредени индици у минатото за несигурност на одредени продукти на Huawei, меѓутоа има, ако вака гледаме, индици за несигурности во било кои други продукти во светот. Значи не се само Huawei лошите момци. Значи генерално тоа може да им се случи и на европски и на амерички брендови, значи не збориме за тоа. Меѓутоа јасно е потребата од доминација на технологија. А кога вие на пример би доминирале во 5G технологија, што е де факто иднината, ако вие го освоите 5G, а моментално инфраструктурно Huawei се најмокни во 5G технологија. А зошто се случи така?
Па Зашто веројатно се ги фатија. најагресивни се во развојот или овие другите заспаа? Веројатно другите малку подзаспа, а Huawei вредно работеше, исцртано веруваше во технологијата, работеше години, имаше неуспешни обиди, неуспешните обиди ги натера подобро да работат и на крајот де факто направија продукт и затоа се во таа ситуација да се во предност сериозно. Ќе видиме на крајот оваа приказна со Huawei каква разрешница ќе има, но тука е крајот на овој прв блок од денешното отворено. Студио 1, јас и Елена се одјавуваме тука, следуваат вестите со колешката Елена Джугуманова, со нас повторно се гледате во 15 часот и 20 минути. Останете на програмата на 1 ТВ.